денеска светот го одбележува денот над победата над фашизмот. Имено на овој ден, 9 мај во 1945 година, е подпишана капитулација на нацистичка Германија, со што официјално е ставен крајот на Втората светска војна. Овој дел од емисијата на лица место ќе го посветиме токму на тоа со мој единашен соговорник Здравко Стојковски, кој што е кустос во овој музеј. Добро ни дојдовте во емисијата и драго ми е што сте дел од неа. Добро утро, драго ми е што ме поканивте и што можам да учествувам во вашата утринска емисија. Во најавата кажав дел, меѓутоа да објасниме подетално што се случува на овој ден 9 мај. Па на овој ден 9 мај всушност се случува и 8 мај, бидејќи тоа е денот на капитулацијата на нацистичка Германија во Втората светска војна, кога завршува Втората светска војна во Европа. Меѓутоа, актот за капитулација е подпишан на 8 мај, доцна вечерта, по средноевропско време, кога во Советскиот сојуз, во поголем дел од Советскиот сојуз и во Москва веќе било 9 мај. Така да во Советскиот сојуз тоа се одбележуваше како 9 мај, денот на победата, и исто така по тој пример во источниот блок, источноевропските земји ја следеа таа тенденција да го обележуваат како 9 мај, вклучително и кај нас. Додека во Европа или во Западна Европа повеќе се обележува 8 мај како ден на победата, додека 9 мај знаеме денес е повеќе како ден на Европа се одбележува. Сега тука интересно е да се каже дека во поранешната држава, во Југославија, се посветуваше големо внимание на еден друг датум, кој што кај нас е подзаборавен, а тоа е 15 мај. Бидејќи 15 мај е денот кога капитулираат германските сили и нивните сојузници во борбите во Словенија и Хрватска. Бидејќи тие борбите таму продолжуваат, значи и по 9 мај, по дефинитивната капитулација, голем дел од германските единици и нивните сојузници не се предаваат и не ги прекинуваат борбите. Така да и 15 мај се сметаше како датум за конечно завршување на воените операции и капитулација на германските сили во поранешната држава Југославија. И интересно е што кога ќе прашате некои од нашите преживеани борци и партизани, кои што учествувале во тие настани, во тие борби, тие ќе ви кажат дека нашата борба не заврши на 8 или на 9 мај, туку заврши на 15 мај или дури некој ден подоцна, кога дефинитивно престанале тие борби. Меѓутоа 8 мај или 9 мај се датумите кога се празнува победата над фашизмот, да кажеме, капитулацијата на нацистичка Германија и ослободувањето на Европа. Дефинитивно ова е интересна информација која што ја напоминавте. Во однос на денот над победа на фашизмот, зборот фашизам од кај води потекло? Зборот фашизам доаѓа од Италија, значи ако го зборуваме за оригиналниот фашизам кој што се појавува под тоа име, значи тоа е италијанското движење кое што се појавува под водство на Бенито Мусолини веднаш по Првата светска војна и која што кратко време по појавувањето доаѓа и на власт во Италија, која што се нарекува фашистичко движење. Инаку терминот доаѓа од поимот фасци или фашчи, кој што е латински термин со кој што уште во римско време се означувал прачки собрани во сноп. И тоа било символ на авторитет во Римската империја. Меѓутоа, термин кој што станал популарен во Италија од крајот на 19 век и почетокот на 20 век, и Мусолини и неговите приврзаници решиле да го одберат како свој термин со кој што ќе го именуваат нивното движење и потоа ќе именуваат цела таа нивна идеологија како фашизам. Сега тука интересно е да надополниме дека скоро во исто време во Германија се појавува едно друго движење, една друга идеологија која што е уште порадикална и порасистичка од фашизмот, а тоа е нацизмот или националсоцијализмот, предводен од националсоцијалистичката партија на Германија на чело со Адолф Хитлер, која што исто во почетокот на 30-тите години успева да дојде на власт во Германија и која со своето делување, со својата идеологија практично на некој начин ја најавува и отпочнува Втората светска војна како голема војна. Така да кај нас често двата термини се поистоветуваат, значи фашизам и нацизам,
со тоа што секогаш фашизмот некако како подоминантен термин е, иако постојат разлики меѓу фашизмот и нацизмот како идеологии, со тоа што да, треба да напомениме дека се она што под фашизам се подразбира, значи радикална, националистичка идеологија, милитаристичка, авторитарна, диктаторска, која што предизвикува да речем конфликтен однос кон другиот, кон оној кој што непријателот, односно народите кои што не ги смета како некои што треба да бидат имаат право на свое екзистирање, да кажем. С оглед на предвиденото време, времето ни е кратко, па сакам за крај накратко да споменаме за положбата на Македонија во овој период. Положбата на Македонија во овој период била тешка, како и секогаш претходно, и доста сложена. Македонија повторно била поробена и поделена помеѓу сојузниците, да кажеме италијанските фашисти и царска Бугарија како сојузници на нацистичка Германија, но во таа тешка и сложена положба во која што народот тука повторно бил прогонуван, злоставуван, да асимилиран, да кажеме, започнува една борба, едно движење за ослободување и за подобар живот, и која што борба и движење се развива во широко партизанско и антифашистичко движење, која што на крајот ја ослободува Македонија и на тој начин се формира и првата денешната слободна македонска држава, така да кажам. Сега во таа борба секако македонскиот народ има своји сојузници, бидејќи избира вистинската страна да биде на страната на антифашистичката коалиција, заедно со сојузниците прво тука на Балканот, прогресивните народи, останатите народи на поранешна Југославија, а заедно со нив и дел од големата антифашистичка коалиција предводена од Советскиот сојуз, САД и Велика Британија. И тука да нагласиме дека значи Македонија во сојуз и со поддршка од овие сојузници остварува својата слобода и својата државност, но во исто време и дава свој личен придонос, значи со своето учество во таа антифашистичка коалиција, со овие борби кои што ги споменав, кои што се одвиваат дури после 9 мај на другите територии на поранешна Југославија, во Хрватска и во Словенија, значи македонските борци учествуваат и го даваат својот придонес и за конечната победа над фашизмот. И тоа е, значи, да кажеме, и големината, значењето на таа македонска борба. Секако има многу да се зборува на оваа тема, верувам во наредна прилика, но мислам дека во ова вклучување го кажавме на најглавното. Ви благодарам за одвоеното време во утре. Ви благодарам и вас и сега сакам да го искористам времето доколку ми дадете малку простор да најавам еден интересен настан кој што ќе се случува во нашиот музеј, а тоа е одбележување на 70 години од Историскиот музеј, кое што ќе биде за скоро време и медиумите ќе бидат информирани. Значи, по подготовка е една изложба посветена на 70 годишнината од формирањето на Историскиот музеј, кој што па има своја интересна исто така приказна. Значи, тој формиран веднаш по овие настани по Втората светска војна и формирањето на државата и е многу тесно поврзан со самата држава. Прво е формиран како музеј на НОБ, потоа во 1953 година, токму на одбележувањето на 50 години од Илинденското востание, е преименуван во Историски музеј и денес тоа е Историскиот оддел или како Историски музеј е составен дел од она што денес го имаме како музеј како национална установа музеј на Македонија. Така да ќе биде интересно, се надевам и еве поканети се и вие јавноста да присуствувате. Ќе бидете информирани во текот на наредните данови. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Тоа беше Здравко Стојковски, кој што е кустос во Музеот на Македонија, кој што верувам, барем за мене, дека ни откри корисни информации во однос на оваа тема, односно денот на победа над фашизмот.